Поштовани, добар ден, ја следите емисијата Очи во очи на телевизија 24, оние пак кои ќе учествуваат директно во емисијата, ете, ги имаат телефонските броеви 6091 924 6091 925, а она за што ќе разговараме е прашањето кој знае, ако се гледа од една поинаква призма, може би и не треба ни да се постави, а тоа е кој ќе биде новиот обвинител, новиот републички јавен обвинител. Ете, во темата е скратено, од и онака е преобемна, а овој втор дел СЈО не е специјално јавно обвинителство, туку Советот на јавни обвинители. Велам, дали е дискутабилно или не е дискутабилно, па имено од оние кои се, дали треба да се дискутира воопшто, или однапред, може да се предпостави. Во секој случај не е лошо да дискутираме за да видиме потоа што мислите вие, кој ќе биде, или еве, ако сте уверени, дали ќе бидете во право. Но, тука можеме да ги поделиме на две страни или на два сектора, по две линии предпоставките. И тоа, едната е дали сметате дека ќе биде избран оној кој поседува углед, морални вредности, менаџерски квалитети и така натаму, ако воопшто може да се најде нешто од ова. А вториот е дали, односно со сите овие, а да не поседува партиски, политички релации. Или од друга страна, независно дали има или нема вакви карактеристики, да има партиски. Па во таа смисла што мислите? Станува збор за сега веќе дефинираните 4 кандидати кои од страна на Советот за јавни обвинители добија позитивна оценка. Единствено кандидатот Владимир Панчевски испадна од трката, ако така може да се каже, иако воопшто велам станува збор за трка или овие останатите практично останаа 4. Сега тоа е прашањето, дали од овие 4 3 се во трка или се само за да не биде еден, а еден секако може да се предпостави кој ќе биде, или не е така, сепак зависи тоа, велам, од тоа како гледаме, дали гледаме на оние карактеристики, морални вредности и така натаму, угледи и слично. Но кога станува збор за тие законски услови, Владимир Панчевски не го доби позитивното мислење затоа што не ги исполнувал условите по однос на тоа дека немал непрекинат работен стаж од најмалку 10 години. Има стаж, но не е непрекинат. А тоа е предуслов за да биде оценуван како кандидат за функцијата на ова место, на местото на претходниот Љупчо Коцевски, кој си поднесе оставка дента кога требаше да се разговара за негово разрешување. А Панчевски наку доставили програма од 50 страници, но еве гледате, тој услов не е битен, тоа не е релевантно затоа што нема непрекинат стаж. Во таа смисла и ова, колку е битно партиско, политичко и така натаму, во однос на тоа дали некој има други карактеристики, квалитети и така натаму. Така да од тие 5 кандидати остана 4 кандидати на кои Советот за јавни обвинители им даде позитивно мислење. Станува збор за актуелната ВД републичка обвинителка, која токму која го менува испразнетото место по оставката на Коцевски, Анита Тополова Исајловска. Понатаму е обвинителката Лидија Раичевиќ и таа исто така доби поддршка со тоа што, колку што гледам, таа ми се чини единствено од 10 члената комисија на Советот за јавни обвинители добила 9 гласа, само еден член бил против. И останатите две, Ленче Ристовска со 10 членови за, односно едногласно, позитивно мислење и позитивна оценка од сите 10 членови добила и
добили судијата од Кривичен суд Скопје Ненад Савевски. Ете сега ова се тие 4 кандидати кои добија зелено светло од Советот за јавни обвинители, откако собранието на 12 јануари годинава распиша оглас за пријавување кој траеше 15 дена, па понатаму согласно законот кандидатурите, односно мислењето кое го дава, или грубо кажано таа селекција на во случајов 4 позитивни мислења, Советот за јавни обвинители сега се праќа до владата, а владата е пак таа која сега треба од предложените односно од овие со позитивно мислење. Тоа е всушност на некој начин номинирање. Советот за јавни обвинители номинира, дава позитивно мислење во случајот за 4 кандидати, а владата од тие 4 треба да предложи 1. Тоа е работата. Сега се знае ли однапред, мислам, или може ли да се предпостави кој од овие 4 ќе го предложи владата? Секако без двоумење, значи врз основа на високи морални вредности, углед и така натаму, менаџерски квалитети, во насока на реформирање на правосудството и така натаму. И дали ќе го препознае сето тоа владата во овие 4 кандидати. Велам, владата формално правно не е завршена тука работата. Владата предлага еден од кандидатите кој добил позитивна оценка од Советот за јавни обвинители и потоа се спроведува гласање, односно изборот се врши во собранието, каде што е потребно мнозинство од 61 пратеник. Тоа во принцип веќе, мислам, и не е проблем. Значи, битно е тој еден кој ќе го предложи владата. Ова веќе се знае, пратениците, кој дошол, тој и прошол. Да не преюдицираме секако, но не знам кој не прошол. Мислам не за ова, туку за што стигнало за гласање. Кај нив тоа си е само чисто тие формални моменти да бидат задоволени. Клучниот момент е, значи, сега селекцијата од овие номинирани 4, владата избира еден и им го сервира на пратениците само да го официализираат. Ете, ова е денешната тема. Што мислите? Не е, велам, лошо да продискутираме, па да видиме потоа кој бил во право, но секако со акцент на тоа дали ќе биде препознаено сето она што треба да го има еден републички јавен обвинител. А тоа се, многу работи. Затоа и реков, тешко е да се најде и повеќе, а камоли се. Особено, не знам, во 4 кандидати, но добро, може би и има. Ете, што мислите вие? Ќе слушнеме во дискусијата која е пред нас. Повелете, добар ден. Кој ни е прв? Добар ден, дали се слушаме? Да се најде нешто што навистина ќе ги смени работите, инаку да се најде така сме имале и досега. Повелете, имаме ли некого? Добар ден. Добар ден, вие сте, ве слушам, повелете. Благодарам. Молам, повелете. Па, вака, од 4 кандидати, владата треба да предложи еден. Да, и оди на собранието да го изгласа. Со 61 глас. Така. Се веќе е јасно, тој што ќе биде предложен и ќе биде изгласан. Не знам што би се случило ако не биде изгласан. Па да го видиме и тоа, може би, може и тоа да се оствари некогаш. Дали може тоа да се случи во нашата држава, не ми е јасно. Ако посакуваме, може и да ни се оствари, не знам. Па може би и треба некојаш и така да биде. Така, секако треба да има знаење во правосудската област. Да има авторитет, да има интегритет, да не подлегнува под влијание од било која страна. Да биде транспарентен. И што друго да кажеме? Да си води работата онака како што налагаат законите и правилата. Без разлика кој го избрал, кој го предложил.
да си ја гледа, значи работата народска кажано за тоа што учел и за тоа што ќе земе плата и за тоа што е потребен на оваа држава. Значи, пак ќе речам, да не подлегнува на никакви влијанија. Нема што друго да кажеме. Значи, сето тоа што го кажав, ако го исполнува, значи ќе биде идеален. Ако има закани, ако има притисоци, може би треба и јавно да ги каже, или на крај крајва давам оставка, зошто давам оставка да образложи. Значи, во оваа држава, без притисоци, барем до сега, ништо не поминало. Тоа е најважно, значи да биде транспарентен, да си ја познава својата работа, да не дозволува никој да му се меша во неговите ингеренции. Благодарам, пријатно. Така ве поздравувам и јас. Но добро, тоа давам оставка, тешко сме го виделе, односно сме го виделе веќе во, гледате, јасни гранични ситуации, токму како ете, да речеме, помеѓу другото и оставката на поранешниот обвинител Коцевски, дента кога требаше да се разговара за негово разрешување. Или, не знам, оставката на поранешната председателка на ДКСК и така натаму, сите Коцевски и така натаму, не давам оставка и слично. Така да не знам, чудно е како одеднаш нешто оставки сега и на регулаторна и гледате тук таму, па и од ДКСК на членката во еден краток период, навидум ништо нема, а оставки си даваат. Мислам, туку така ли нешто им проработува или се замориле одеднаш, кој знае, но не е карактеристично. Тоа ако е замор на материјалот, но некако не е карактеристика на тој материјал, на тие луѓе. Никогаш не се случувало досега туку така, без најава да се замори материјалот. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете, добар ден. Да, јас сум, дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Поздрав, Фисо. Поздрав до вас исто, да, се слушаме. Па видете вака, тие што си дават оставки, значи ја надминале килажата на 200 килограми. И не можат више да трпаат во себе, па ајде да... Јас мислев кревање и тие вежби, може би, за здрав живот. Така. Па види кој ќе биде новиот обвинител од СЕО. Значи ќе биде оној имаат они тефтерче таму. Имат ова исто како што беше овој претходниот, значи критики кога беше најпотребно. Кога беше најпотребно, од најлошиот испадна најдобар. Ја заврши работата за Кочани, значи главните и одговорните што треба да одговараат не се на обвинителна клупа, него шета слободно. А тие што не треба да бидат на обвинителна клупа, таму се. Сега Љупчо Коцевски не, јас одмah ќе ви кажам дека ова Ленче Ристовска нема да биде. И значи од тефтерот, ја мислам дека овој Панче, како се вика, или не знам тие другите, што се од тефтерот. Значи, ИСО ги предлага, ИСО ги дава, и тие не се независни обвинители или од СЕО. Тие се препорачани утре кога ќе ти кажам ИСО или ти мене кога ќе ми кажеш вака ќе работиш и вака. Значи, тие не се тоа не е независно судство, не се СЕО, не се ништо. Тие се само послушници на власта. Тоа да се разбереме, тоа беше уназ за 30 години, а не сега. Значи, еве ќе ги предлага. Еве, јас ви кажувам дека Ленче Ристовска нема да биде. Дека не ја одговара на власт. А Панче Тосковски, тие другите не ги познам, ќе бидат изгласани. И готово, завршена работа. Толку убав ден да имате. Благодарам ве, поздравам. Добро, Панче Тошковски, министер за внатрешни, не се ниту пријавил за ова. Но добро, сега се за него шпекулира дека во рамки на таа владина реконструкција ќе може би дојде на место да ни ја дели правдата на Министерство за правда. Така да ќе видиме што, како, кој ќе ротира тука. Во секој случај нови лица генерално тешко, тоа се тие ротации. Пробале или направиле нешто во едно, ајде сега да се фатат со друго и така натаму, па да видиме каде се подобри или помалку лоши. Ова барем може би не е толку сосема различно, правда, МВР и така натаму,
на некој начин се поврзани, но има случаи, многу гледате, тотално различни работи. Тоа одат од евроинтеграција во медицина, па образование и така натаму, па тоа е онака широк диапазон да пробаат, може нешто и ќе направат. Ќе сватат дека нешто знаат во некоја област, но како на друг начин, освен ако не се проба. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, Исо. Да, поздрав, се слушаме, повелете. Повака, јас не знам сега како луѓе се јавуваат во овие емисија, напратат дека вести е веќе дека Панчевски не е во игра. Аха. Аз меѓутоа нешто да се кажел. А од друга страна па не знам како па и Панчевски, знаејќи дека не ги исполнува условите, конкурирал на овој конкурс. Не знам, многу наивно ова сето. Цело време во игра, месец и нешто дена, во игра е, а не ги исполнува условите. Било како. Значи имавме конкурс. Други ги проверуваат условите. Републички обвинителите на како се вика, Советот на обвинители. Совет на јавни обвинители, да. Совет на, така. Значи од нив селектирани се четворица. Да. Се мешаше некој во ова сето. Ни СДСМ, ни ВМРО, ни Мицковски, ни Филипче, ни никој. И сега како најнаш сумња во овој сето. Во ова сето. Јас само можам да гарантирам дека онај за кој што ќе гласа ВМРО ДПМН, кој што ќе го од тие четворица ќе го селектират, дека сигурно дека обратно ќе гласа СДСМ. Зошто? За да може да зборат цело време после, во тоа е нашата глупост македонска. Да зборат дека ево ВМРО ДПМН е озбра партиски и свој човек. Во тоа е нашата трагедија. А од друга страна, гледаме дека Калето нежно се меша во овие сите работи. Ти самиот се чудиш. Зошто толку оставки? Зошто некој безнадежно наеднаш дава оставка? Не ги разбирам работите овие. Меѓутоа, од друга страна, Републичкиот Советот на обвинители нежно си ги изми рацете до ова сето и наместо да предложи еден, предложува 4. Со други збори, очи извајте си кој сакате, одберете ги. Ето тоа е. Так, благодарам ве, поздравувам. Па да, имено овие оставки генерално не даваат практично никакво објаснување. Не значи тоа дека треба во детали, но барем за сега овие поновите оставки се без коментар, не можете да ги добиете. Значи не е прашањето да објаснува нешто што е приватни причини, доволно е. Или што и да е, не мора во детали да се влегува. Туку нема никаков коментар. А од друга страна би рекол дека има обврска. Тоа се луѓе биле на клучни позиции, биле со години, има многу одлуки за нив. Не може така одеднаш како да или сега ние тука одеднаш како да не сме се ниту познавале, ниту дискутирале, ниту ништо, одеднаш преку ноќ готово. А камоли велам такви позиции за кои стојат одлуки секакви кои ни биле образложувани на пресконференции, блок тарифи, пристап до мрежа, правичност и слично, значи за да биде сето тоа издржано во ред, се менуваат луѓе. Одам јас сега причини има вакви такви, но наследник ви посакувам со него, продолжете исто така добро. Или обратно, како и да е. Јавноста оди, ние одиме, заминуваме, одат во странство луѓе. Но, значи, треба да постои, затоа велам, обврска од тие јавни функции. Јас ако не се лажам, немаме ниту од поранешниот обвинител, ништо, да поднесе оставка и сега тоа е што? Нешто се вртеше околу тоа, да, хајка политичка и остана сега тоа, повторно велам, недоречено, како со синдикатите. Ако не протестираш, значи си со владата. Ако протестираш, со другите си. Може ли да протестира некој затоа што му се малку 24.000? Тоа што го кажав денеска. Не ме ставајте ни со Филипче, ни со Мицковски, тие си се друга категорија. Ми треба некој денар повеќе. Или се едно, ако не протестирам, не значи дека сум задоволен, па со Мицковски не протестирам, доста ти е тебе 24, не ми е доста, ниту сум со Мицковски, ниту ништо, туку не протестирам од други причини. Во таа смисла се велам тие
тој недостаток од објаснувања. Сега по однос на оваа постапка за избор на нов државен обвинител, собранието ја го распиша огласот на 12 јануари со рок за пријавување 15 дена од објавувањето на огласот во службен весник. Клучниот услов е кандидатите да имаат најмалку 10 години непрекинат стаж како јавни обвинители или судии од областа на кривичното право. По однос на Владимир Панчевски, како што соопштуваат, утврдено е дека му престанала функцијата пред 13 години, а во меѓувреме не бил ниту судија, ниту јавен обвинител. Значи го нема во континуитет. И затоа стажот не може да му се смета за непрекинат, поради што не можел да се квалификува, односно сето тоа друго, тие 50 страници, резиме или што се веќе програма, немаат никаква функција, затоа што овој услов не е исполнет. Колку кандидати ќе се пријават, барем од она јас што го знам, не е определено како бројка. Во случајот се пријавиле 5 можеле и 50. Затоа оди тој список на Советот на јавни обвинители, кој ги гледа клучните услови. Значи, прво непрекинат стаж 10 години, потоа се сите тие други атрибути, квалитети, морални, стручни, професионални, менаџерски, кои да се, и ја дава својата селекција со позитивно мислење. Од пријавените кандидати, Советот за јавни обвинители може еден само да предложи од пријавените. Може двајца, може тројца, може седно, може сите. Така да, значи, конкурсот е слободен да се пријават сите кои мислат дека ги исполнуваат условите, Советот за јавни обвинители го проверува тоа и може да предложи, може и предложи сите или еден. Или ни еден. Ако не предложи ни еден, треба да се даде, собранието распише оглас повторно. Ево случајот од 5 пријавени, Советот за јавни обвинители даде позитивно мислење за 4 претходно спомнати и сега го доставува таа одлука ја доставува до владата, која од тие 4 бира еден, што ќе го даде на гласање на собранието. Повелете, добар ден. Исо? Да, повелете. Кој ќе го предложи ВМРО, тој ќе биде избран и точка. Ново дискусија околу, што е толку дискусија? 10 минути зборували Исо. И ова телефонските броји ги читам, ама долу темата никако не можам да прочитам. Добро, ќе видам да се во иднина. А не се малку да имате према овој што не гледа добро. Исо? Да, ве слушам. Абе, ставите тема кој колку треба во затвор да оди. Ја имам најмалку 10 година фиксирано. Ставите таа тема. Зашто рековте, како? А кој колку години во затвор треба да оди? Кој треба во затвор да оди? Кој колку? Аха, ги знаеме ние кои се. Да, добро. А ние ќе кажеме. Добро. И има една жена што се јави 5-4 слушатели, многу агресивно настапува таа. Малку идеја да ја прекинете малку. Тоа е, Исо, ајде, поздрав. Ви благодарам, ве поздравувам. Колку е подолга темата и буквите се намалуваат, затоа и јас се обидувам што повеќе може да се скрати и ова СЈО скратено, но добро, ќе имам предвид секако и што како може да се по однос на буквите биде попрегледно. Повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Да, ве поздравувам. Поздрав до вас. Еве, оваа тема е многу актуелна. За обвинители, едниот обвинител паднат од критериумите кои што не ги задоволил, но мене ми е многу симптоматично зашто не се изнесе од Советот на јавни обвинители да изнесат колку од обвинителите предмети им паднале пред Страсбург, колку имаат приговори до Советот на јавни обвинители. Некои битни работи, затоа што тоа покажува моралната и етичката квалитети на јавниот обвинител, кој таа е моќна функција која што
поднесува обвинителни акти каде што одговараат луѓе за кривични дела или треба да имаат валидни докази, а не само паушални докази. Значи треба да имате вие опипливи докази кои ќе поднесете еден обвинителен акт. Значи морате да не гледате партиски или да не гледате индивидуално во својата корист, како што има така во една книга написано, него да гледате објективната страна и да ги цените и едната и другата страна. Не само да го гледате едната страна. Так. Тоа е така наведено. Затоа викам, требаше да дадат и такви објаснение. Професионалноста, водење на постапките, дали се професионално водени, не се водени, процедурите како се водени, дали постапувале од процедурите, колку предмети им паднале, колку во нивните постапки од 10 години до 20 години или стаж, колку што имале. И тоа се, мислам, битните елементи во кои што ќе се треба да се бираат јавниот обвинител како личност, покрај тоа што сте пак, нели, на крајот на краиштата, партијата која е на власт ќе даде, има множество и ќе... Благодарам, поздрав, повелете, добар ден. Ало, Да, повелете. поздрав Ишо од Витола. Благодарам, поздрав до вас исто така. Во врска со темата, кој ќе биде јавен обвинител. Па се наслутува тоа, се знае веќе од прилика кој ќе биде. Ленч Рицарска не би преви да биде. Таа го води делото против ВМРО за Белата куќа, го води делото што е од САЕО. И таа е забранета да се продржува Белата куќа, значи е од судот забранета. Не би преви да биде таа. Рејчевиќ добие глас помалку од сите обвинители. Значи таа отпаја. Оној башкиот судија што бил во кривичен суд, не иди превед, ќе биде обвинител заменичката на Оцески. Таа била повеќе пати веде заменик и таа е затоа поставена таму да биде веде заменик. Сигурно ВМРО ќе ја избери неа. Тоа еве, памтиме во зборо, ќе слушнеме утре другиот. Тоа се сознанијата од сите страни. Тие се договорени со ЗНАМ, ВМРО и ВРЕИ. Договорени се таа да биде јавен обвинител. Фала многу и пријатно. Благодарам и поздравувам, но дали тоа ќе биде токму врз основа на стручност, професионалност, искуство, морални квалитети и така натаму, или врз основа на тоа кој како, не знам, бил против или за. При тоа и тоа во правосудството е недозволиво да некој против или за, затоа што е, не знам, такво чувство има. Туку треба го спроведува законот. Ако бил, не знам, против предметот е, врз основа на докази, а не затоа што му се допаѓа или не му се допаѓа. Така да во таа смисла, значи, ако во правосудството имаме ситуација да, а за жал добро е, имаме да се одлучува врз основа на други критериуми, влијанија и така натаму, тогаш токму за тоа зборуваме постојано. Немаме ниту право, ниту правда, ниту почитување на закон. Сега, во овој случај не би смеело да има, да се прави избор на некој кој, да речеме, одстапува од стриктно држење до законот, па нека и на, не знам, и на штета на тој што избира. Не знам, ќе кажете, добро, дајте малку ние да зборуваме, па сега што јас? Да ве исклучам? Или да кажам да во право сте? На моја штета е, но, мислам, на моја штета, на моја сметка, критиката. Но, добро, прифаќам така и повелете вие вашето време. Во таа смисла, значи, ако некој има од тие институции, инстанции, конкретни материјали, докази, тоа е една работа, тоа не е негова лична. Не би смеела да биде негова лична. Или пресметка врз основа на лични некои чувства. И во таа смисла, велам, изборот треба да биде базиран токму врз стручност и професионалност. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден. Да, убав ден и вам, повелете. Благодарам. Така, прво ќе кажам за претходниот, значи председател на јавното обвинителство, за Кочевски. Прво, тие не му најдоа никаква мана, не му најдоа никаква грешка. Ако имаше грешка, ја колку читам, гледам, нема покренато никакво обвинение, никаква преставка, постапка, значи постапка
дека нешто грешил, дека нешто не сработи како треба. Меѓутоа, ако беше неквалитетен, немаше да го остават да го работи случајот со Кочани. Го истера до крај случајот и на крај не им чини. Ја ми се чини дека прво се некоректни према Лјупчо, значи, а од друга страна значи, не му најдоа ништо за значи како мана, а го шутнаа што се вика како топка во аут. Сега, од овие четворица што се останати, јас се кажам по моје видување, најквалитетна е Ленче. Меѓутоа, значи не сакам да биде Ленче, затоа што она го води предметот Талир. Ако значи се откаже она од Талир, тоа ќе го даде на некој кој што е симпатизер на ВМРО и тоа ќе пропадне како оно ќе пукне како балон што се вика излишен ќе биде. И затоа мислам дека кој сака нека биде, ама Ленче да не ја избираат, за да може да го истерат до крај и една за секоја да се свати дека тоа ВМРО фактички само ни носи штета, значи цела зграда ја направија со се вика со туѓи средства, не дадоа никако ни денар од нивната каса, а имаат огромна палата која ја нема никој од политичките партии во Европа. И ми се чини дека заслужува Ленче да биде на пиедесталот, да го изведе до крај тој процес и да биде што се вика со еден збор, што се вика хероина на државата. А од останатите кој ќе биде, нека биде, меѓутоа секој кој ќе биде, на крај ќе, ако не е од ВМРО, сигурно од некој тефтер. Благодарам, поздрав, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Се слушаме, повелете, да. Вака јас пред 6-7 години кога беа тие бомбите предлагав да Македонија е зрела за под принудна управа, меѓутоа Лјупчо полицајцот ми според наши стечај го промени именувањето значи од природна стечајни, така тоа е по-реално. Така овде без стечајни, без експертно странство комисија не може да се избере кај нас праведен вистинските истините јавното кој ќе води сите постапки и правилно работ кој ќе работи. Овде се знае дека тој што ќе ги избере владата, не знам зошто ја оди на парламент. Тој што предложи владата, значи тоа е договорено. Уште сега се договара со тој што ќе биде обвинител, му ги кажуваат условите кои ќе бидат, кои услови, кои предмети да ги понишtit или да се застарат или да не се подкреат поставка. Уште сега тие се водат разговорите помеѓу кандидатот. Мисля дека ќе биде кандидат, а не кандидатка. Мисля и тоа не може да речеме се дека не е политички изабран. Значи владата најболе би било колку би се облажило зараз да не сомневаме ние граѓаните, ако сите четворица беа предложени во парламентот и тајно гласање, и кој повеќе ќе има гласови, тој да бидат. Вака се политички, вака 20 членови во владата, друго се 20 членови ќе предложат, а друго се 120 пратени од повеќе партии, од повеќе граѓани, значи тие се избрани партиите и кој ќе гласат повеќе гласови, кој ќе добие на тајно гласање од тие четворица, тој би требало да биде. Меѓутоа тоа нема случај кај нас такви праведни одлуки нема се донесат. Значи овој ќе биде послушен да ДПМН и да застарат од оние криминали што ги воде Сашо Мјалков, Груевски и другите и така натака и против оние кои треба да се подопред глас да се покријат кривични преви и не тоа не. Ви благодарам, поздрав до вас, добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден. Да, повелете, ве слушам, добар ден. Вака и со моето мислење народно. Јас со народни. Да. 2 години врват. Не навивам се ние на власт, то знаете. Врват од владењето скоро на ВМРО. Се што правиме? Значи 2 години. Дур да дојсиме ова и оне како што ги слушам. Ова ќе биди, оне ќе биди. Сега, тури да седнат тие да работат, може би утре ова власт ќе падне, па или нова. Па се там нови суди ќе прима, ќе си стават сите тие работи. Не разбирате? Да. Значи, никогаш крај, не знам да кажам, што треба да биде над судите како контрола, сем политичките партии. Ете го она јас што го певам. Само нови луѓе, нова некоја партија, како сакате, ви кајте од сите партии, од сите
од македонскиот народ и сите националности нешто да тргни напред. Вака, ти мене, јас тебе. Ти мене, јас тебе. Не ми чинјадорете човеко. Го откри ова за, да речеме, го дојсе за случајот што загина во пожарот, го сменавме. ДКСК, дури почта жената да работи, ја сменавме. Не му одговараше на партијата. До кога бе Исо? Само че се лажиме, само че си велиме дека аха, утре подобро. Ништо то. Ништо нема. Брана со брана не си вадат очите. Разбери, секојаш велам, колку Заев што го затворе кој идеше на власт Мицкоски, толку Мицкоски ќе го затвори Заев. Еве да бидам појасен во тоа што го кажувам. И што сега? Сте реков, да седат, се сведува власта, друга иди. Така, ви благодарам. Поздрав до вас. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Се слушаме, да, повелете. Се слушаме. Да, повелете. Видете, треба да се избери од овие, ама нема ни еден квалитетен. Мислите нема од овие 4 да ги исполнува барем клучните? Нема квалитетен ни еден. Панчевски беше поквалитетен, му најдо процеп некој го отстранија. Да немал потребни години на стаж, континуирани 10. Така. Да овие им одговара некој што појма нема, него да ги изберат и што чути, што не знае да зборува ништо. Тоа ќе го подкрепам со председателот на Франција Митеран. 8 години беше на власт, 2 пати по 4, ни еднаш не се појави на трибина, на сцена да држи говор или било што. И затоа владееше. На овие таков им треба, што не знае ништо, само да чути, како свеќа запалена, и тие ќе гасат, ќе палат, ќе терат, таков им треба, за да му помини она што го сакаат. Тоа е целата работа. Иначе, квалитет на овие што се останати, на ниеден. Какви суди има квалитетни во Македонија, честни, лавчини, кој ќе излези, морници да ти одат по постагата, кој ќе стани да зборува, да знае што зборува, а не сега уште непоставени, им било срам да станат да кажат нешто. Утре како ќе станиш да кажеш, некој друг ќе кажува за тебе, али ќе ти пишуваат. Тие ще ти пишувале оцени и ще те вработувале и ще те местеле до тоа место да дојдеш и сега на погорно место да појдеш, ја сам би се откажал и уопште не би погледнал таму. Тоа е тоа. Тоа е такво системчето наше, така ќе го туркаме и така ќе оди. И дар... Ви благодараме, ти истече времето. Поздрав до вас. Добар ден, повелете. Ало. Повелете, добар ден. Добар ден, почитам водителу. Ве поздравувам јас, повелете. Видете, каков некоректен епитет, нелюдски епитет, Белата палата. Почитам водителу, тоа е најцрната палата во Македонија. Сите црни излагат од таму. Простете, еве сега пример, 80% од владата излезени од таа црна палата, кој што протежира црнила во нашиот живот. Почитам водителу, во самата влада се најде некој обвинител од тие 17 советници на Чизмава за тие 70 милиона храна што 1000 евра храна што пропадна? Некој праша, некој виде, некој преземе нешто? Почитам водителу, се најде ли некој обвинител да каже дека ние во Македонија имаме шеик и шеичка, шеик Александар Николовски, авиончето си го користи кога сака и како сака, од ваши и мој пари, да е дрскост невидена. И тоа најголем број од летовите ќе имал до Будимпешта. Па и председателката Гордана не била за жалање, и она 13. Почитам водителу, вие како рековте, ги номинирале студиите, така? Добро, да, мете. Чизмата. Зелено светло. Чизмата, почитам водителу. Не ДПМН, чизмата. Тоа е одлучено. Тоа е одлучено. Така треба да биде, така треба да го живееме животот. Што ќе стави под нога, он стави. Јас и никој друг. И со ова така ќе биде.
Зашто имаме некои илузии дека нешто корисно и коректно ќе се реши кај нас? Не. Додека е он на власт, извазена чизма, ништо не биде од нашава држава. Благодарам, пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добро попладне, господин. И вам исто така, повелете. Благодарам, поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Кој ќе биде новиот обвинител? Панчевски отпадна. Да. Беше фаворит, мислам, фаворит со Исајовска, како се вика таа... Да, Анита Тополова Исајловска, актуелната веде државен обвинител. Да, веде што е са државен обвинител. Да, останува таа Лидија Раичевиќ, Ленче Ристовска и Ненад Савевски. Да, ама едната има со позитивно мислење со 9. Па добро, што не мора ништо да значи, мислам тоа е Добро, дали кажам, мислам дека дали некој со 9-ка, не знам, го положил предметот или со 10-ка завршил. Да, го положил. Да, па и со 6-ка се завршува. Па имено, да. И со двојка зелено светло сите добиле, да, и сега. Во ред, меѓутоа, види, да ви кажам, господинот пред мене кажа... Мислам, не ограничува избор на владата, не мене. Ќе биде така, како што рече господинот пред мене, што беше не да поддршка, него јас личното мислим, видам дека ќе победи сега Ленче Ристовска, мислам дека шансата е 0. Бидејќи била во специјалното јавно обвинителство, а тоа специјално обвинителство било поставено, мислам, ставено поради тоа да ги суди си тие што слиде криминалците од Белата палата. Христо Татарски, значи, не да ги суди тие, биде тие биле обвинети, така за таа нема шанси, бидејќи судела на мичковски пријатели, другари, таму партиски и таму. Не, тука таа нема шанси, меѓутоа тука сега, сега што е заменик, сопругата на поранешен заменик министар за надворешни работи, може би ќе има шанси, и сега другите двајца не ги знам точно. Ленче ја отфрлам како непожелна за господинот почитуван Христијан Мицковски, кој ја знае за диктатурата и така ќе тера додека не го сменат. Поздрав. Благодарам ви, поздравувам. И јас инаку сите кои добиле позитивна оценка од Советот за јавни обвинители се рангираат, влегуваат, значи во тоест се како кандидати пред владата, од кои всушност владата треба да избере еден. Така да независно кој колку имал гласови, тие добиле позитивно мислење и се кандидирани пред владата. Тие што не добиле, или во случајот Владимир Панчевски, се едно, значи владата не може да го избере. Условот е позитивно мислење да стигне до владата. Ова се сега, значи, сите кои добиле позитивно мислење се потенцијални веќе нови републички јавни обвинители. Со други зборови, владата сега бира еден од овие. Повелете, добар ден. Добар ден, господин Со. Да, поздрав, до вас се слушаме. Ве поздравам и јас. Исто така, повелете. Видете вака, овие 4 кандидати се избра, несомнено дека се стварно со искуство големо, тоа не е непобитен факт е. Меѓутоа, верујте дека овдека, тоа што повеќе од гледачи рекоа дека Ленче на вистина тешко да биде тука меѓу тие избраните. Лидија исто така, прошлиот пат беше она, не знам да се сеќавате, ова се од Скопското јавно обвинителство, она беше предложена, тогаш не беше избрана и овој председателот, мислам дека Бачкими како денеска рече, дека тогаш биле други луѓе, сега се други луѓе и нормално дека добила. Од овие четворица, мислам дека ќе биде, ова е 18-ти избор на јавен обвинител, мислам дека ќе биде жена. Од овие сите, ја мислам дека типувам јас на Исајловска. Бидејќи таа доста време извршуваше функцијата заменик председател на Републичкиот јавен обвинител. Видете вака, кој да биде од овие избран, треба да биде навистина после, ќе има тешка задача. Бидејќи ќе се судри со големи проблеми, треба да ги отвори сите пилки на јавните обвинители и да ги претресе да види кој предмети кој што држи.
тоа навистина ќе биде тешка задача, меѓутоа уште еднаш велам дека господјата Исајловска мислам дека ќе биде избрана за нов републички јавен обвинител, а како што реков, навистина и предстои тешка задача. Да ве поздравам и да ви посакам убав ден. Благодарам, исто така и јас ве поздравувам, секој е добро. 3:1 се шансите во корист на тоа да биде избрана жена. 3 жени се, 1 маж. Ете родово, ако го гледаме. Ете и таа родова застапеност, значи 3:1. Како ви му дошло? 75% се жени, 25% мажи. Може и така да се гледа. 75 спрема 25. Па после родова рамноправност. Еве, имаме и тоа и повеќе. Ако ништо друго, 3 пати поголеми се шансите да биде жена отколку маж, имајќи го предвидете токму тоа дека 3 пати повеќе ги има како кандидати во овој состав. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, се слушаме. Јас сум, а? Вие, да, поздрав до вас, се слушаме. Ова случајно улета, некако неочекувано. Аха, добро, али убаво, ете, добро што... Да, тоа малку ме збуни. Да. Почекував друг да збори пред мене. Аха. Види вака, ова владата ќе предложила еден кандидат, може да биде тоа малку мучка пред народ да направат такава, еве, ние предложивме, ама не прифатија другите. А нема кој собранието потоа, 67 пратеник мнозинство бира. Ако собранието, ама знаеш... Се изјаснува за тој предложениот. Треба 67 мнозинство. Гледајќи према народот како што се јавуваат, сите викаат дека ќе биде како што они сакаат. Значи сега они се веќе научени на нас дека ги стално резилиме, еве да не испадне дека еве ние номинираме, ќе испадне на крај да испадне некој друг, па него да го гласат у собрание, демеки владиниот предлог да не биде прифатен, не знам дали ме разбират. Добро, тоа може би и ќе значи дека и работите одат на добро на вистина, со реални искрени намери. Не е само да не е нешто се резилат ние вака онака. Не идат на добро, никад. Со овие не, на овие да не им веруваш ништо, како и кога со даровите доаѓат да не им веруваш. Него што да правиме, немаме друга опција. Ова е само вака да се замараме денеска овој период од 4 сата до сега. Да си наоѓаме разонода, како да ти кажам. Немав намера да се јавам, мај викам ќе пробаме и упали. Иначе превара е све, а и кој да биде бе човек? Абе ти со мафијаши не можеш да ги разбиеш ако не си мафијаш. Значи треба да имаш наспрам нив огромна пара. Да бидеш јак обвинител со огромна пара позади тебе, да можеш телоохранители и све и свашта. И пак ништо. Фалконе, памти Фалконе, што направи и што му се случи. Ајде, поздрав. Благодарам, поздрави до вас. Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете, да. И со голема почит кон тебе. Секогаш се гледаме со задоволство и многу позитивност ни носиш на цело семејство. Ви благодарам, се радувам. Сум крајно разочарана, бидејќи како дел од народот и како жител на Република Македонија и дел од овој народ, сите исчекувавме, барем народот, да биде некој што ќе ја оправи Македонија. Ако може така да кажам народски. Значи, народот се надеваше на едно вистинско решение за Македонија. Ако клучниот проблем беше или клучниот фактор за решавање на сите проблеми досегашни и вака и во иднината што не можевме светлина да гледаме, беше обвинителството. Значи, судството и обвинителството беа со најнизок ранг. И сега да се дава позитивно мислење за едни, а негативно на старт за некој, за кој што народот бил за, со 12, скоро 13 годишно работно искуство, со човек кој што на свој плеки виде што значи да се живее во Македонија и кој што ветуваше надеж за Република Македонија беше само и само Владимир Панчевски. Во ред е и другите да добијат позитивно мислење, меѓутоа да се ускрати позитивно мислење за оној кој што народот го сакаше, тоа е, значи, без светлина, без иднина за Македонија. Јас зборувам како глас на еден човек од мнозинството народ кој што беше за некој кој што ќе
донесеше правдина во Македонија. Без обвинител нема иднина за Македонија. Тука беше клучниот фактор за решавање на сите проблеми секојдневни, горчливи, криминални и секакви кај што патеше цела држава, а посебно индивидуата во Македонија. Со овие други позитивни мислења не сум задоволна, крајно сум разочарана Исо. Голем поздрав до тебе. Благодарам, ние све поздравувам сите и секако сите од мене имате и позитивно мислење. Имаме ли време за уште некога? Ако имаме, повелете. Исо, значи, по коментарите стварно нема да не бива. Никој пат. Кажете, да. Никогаш. Ево, гледаш сега, овој докли ти се јавува, вели, никаква замерка не му најде на Јовески. А самиот човек признал дека 80 обвинени ги држал во Мислите Коцевски или Јовевски? Јовевски реков. Коцевски, се извинувам. Добро. Боред чисто на кого мисли. 80 вели ги чува во фиока под притисок. Или овој сега железничарот. Па еве ви го сега Пастиев. Сега е шансата да докажете вие од левица, пошто се знаете како можете да го суредите и да го донесете по европски мерки правосудството. Селите од настрани сте одбалком критикувате. Ево ви шанса. Ево, ето истиот Пасиев, нека застани, нека конкурира за јавен обвинител. Па да видиме дали јавноста ќе го прифати или не. Или од друга страна, зошто ова истиот јавните обвинители не избраја еден? Или од друга страна. Не предложија, Советот мислите. Ама 58 има ВМРО. Сите други имат 62. Значи, било кој да го предложи ВМРО може да биде надгласан. Значи, кој гарантира дека во ова време, во ова лудо време, дека Ленче не ја сакале? Не ја сака затоа што има кривична пријава за мито и корупција. Дека делеле бонуси од СЕО. Како без срам го ги предложил Како и дава тогаш Советот за јавни обвинители позитивно мислење, ако е тоа, да речеме, отежнувачки момент? Во тоа е, затоа нема да не бива, ти велам. Затоа не можеме ние нанапред на некој што е на старто веќе оцрнет, ама белата палата, црната палата. Абре, што има врска со тоа? Ако сакала Ленче да се договори со ВМРО, може да изгласат неа, ВМРО да изгласи да работи за нивни цели. Значи, се може во ова држава. Само освен да се договориме, да избереме еден честен јавен обвинител. Значи, имаме четворица предложени, тие ги предложија, нема други. Како да му објасниш на овој народ? Благодарам ве, поздравувам, стигнавме до крајот, а се надевам дека кај што поголемиот број од вас е и позитивното чувство и кај вас, како што веламе, и вие имате позитивно мислење од мене, а по однос на тоа кој ќе добие позитивно од страна на владата, останува да видиме токму и овие денешни дискусии кои ги имавме, кој како, некој од вас спомна, кој како ги толкува, дали како разонода, дали, во секој случај како нешто позитивно, но клучниот момент е сепак и она што е битно, а тоа е да се обидеме да досегнеме врз основа на што, односно дали врз основа на оние клучни квалитети, на сите оние предуслови кои треба да ги исполни потенцијалниот републички јавен обвинител, ќе се базира и селекцијата од овие 4 кандидати, во смисла да добие подршка најдобриот од овие 4. Дури ако не добие, да се покаже токму знак дека не се исполнети сите услови и треба некоја понуда нова да се даде. Така што во секој случај, бело, црно, како и да е, да биде врз професионално, стручно и останати критериуми кои потоа црно на бело ќе го идентификуваат новиот републички јавен обвинител. Имајте пријатно попладне, ви благодарам за учеството и вниманието. Довидување.